Почитувани, добро вечер. Започнува емисијата Здравјето е се на Канал 8. Во оваа емисија зборуваме за современата Атлас Релакс метода, а тоа метода која има за цел да го врати првиот вратен пршлен, така наречен Атлас, во својата природна положба. Доколку е во неправилна положба, тогаш може да се јават многу здравствени проблеми за кои ќе зборуваме и како може да се отстранат истите со нашата гостинка, доктор Павлина Будик, доктор по медицина, инаку единствениот лиценциран Атлас специјалист во нашата земја, која ни доаѓа од Атлас Релакс центарот од Скопје. Добро вечер, докторке, добро ни дојдовте за прв пат во емисијата на Канал 8 Здравјето е се. Добро вечер, ви благодарам на поканата, со огромно задоволство прифатена, бидејќи од овој регион каде што практично се гледа и вашиот Канал 8 телевизија, имаме огромен број на наши задоволни пациенти, па со задоволство еве и е гостувањето во оваа телевизија, односно во оваа емисија во областа на здравјето. Така, благодарам што позитивно се одзвавте на нашата покана, бидејќи еве и оние кои не знаат да слушнат повеќе за Атлас Релакс центарот и за методата која вие ја нудите, која споменав на почетокот на емисијата, односно за современата Атлас Релакс метода, која има за цел, кажав, нели, да го врати Атлас, односно првиот вратен пршлен во својата положба која треба да биде и која доколку во неправилна положба предизвикува многу тегови. Сега само ќе споменам дека на почетокот да го објасниме темата е нели местење на Атласот, која ако е во неправилна положба предизвикува главоболки, вртоглавици и така натаму и други здравствени проблеми за кои ќе зборуваме, но име да објасниме прво на почетокот што всушност представува Атласот, која е неговото значење и улога во нашиот организам. Повелете. Многу мал број од луѓето се запознаени дека всушност Атласот може да биде причина, односно неговата неправилна позиција за сите оние здравствени тегоби со кои што секојдневно се соочуваат. Сите резултати и наоди се уредни, меѓутоа и понатака чувствуваат некакви здравствени тегоби. Атласот всушност представува првиот вратен пршлен и тој не само што ја носи главата и го поврзува останатиот дел од рабетниот столб со главата, практично и неговата битна анатомска положба допринесува до битни физиолошки процеси во нашето тело. Кога е во неправилна позиција, доведува до појава на намалена циркулација, која што пак доведува до секојдневни главоболки, вртоглавици, нестабилност, зуење во уши, една постојана болка во вратот, рамењата, онаа нестабилност која што се јавува и нелагодности при самото движење или при вртење на главата во однос на едната и другата страна. Токму и поради тоа, првиот вратен пршлен го носи името Атлас, по митолошкиот бог Атлас, кој што целата своја тежина ја носел на својот врат, а од там Атласот како најмал, најтенок пршлен во нашето тело е одговорен за 1000 здравствени проблеми со кои што секојдневно се соочуваат луѓето. Кроз секојдневните искуства, кроз пракса, секојдневно го гледаме тоа како кога Атласот ќе се врати во негова првобитна позиција, се доведува до една подобрена циркулација, подобрена статика, а истовремено и до намалување на здравствените тегоби кои што можат да бидат причина како ротација на неговата неправилна позиција. Може би ли да знаеме причината, еве да кажеме зошто се доведува Атласот до таа неправилна положба и кои луѓе всушност имаат неправилна положба на Атлас? Сите ние се раѓаме со неправилно наместен Атлас. Понатака во текот на животот, одреден тип на работа, дали е тоа прекумерна седната позиција, прекумерна претешка физичка работа, некаков пат, механичка повреда или совраќајка доведува до дополнително до изместување, кое што пак практично доведува до појачување на овие здравствени тегоби кои што се почнале да се јавуваат како резултат на неправилната позиција на Атласот. Сведоци сме на еден современ начин на живот во кој што напредува медицината, имаме напредоци во спортот, во технологијата, меѓутоа она што останува исто кроз текот на времето е практично како функционира нашето тело.
се повеќе примена на современата технологија, се повеќе можете да видите деца или возрастни кои што седат на своите телефони, а не применуваат физичка активност, и сето тоа практично доведува до појачување на овие здравствени тегоби и до алармирање, и поради тоа сме сведоци на еден тренд кој што нажалост се јавува, оние здравствени тегоби со кои што порано луѓето се соочувале на 50-60 годишна возраст или пак во доцните пензионерски денови, денеска веќе ги имаат децата во предшколска, школска возраст, па дури и младите до 30 години, ретко кој нема болка во врат од главоболка, вртоглавица, или кој не се соочува со овие здравствени тегоби поради она неправилно седење на свијување на главата, значи под еден агол додека се седи на компјутер, на телефон. Децата од најмала возраст веќе почнуваат да седат на телефони, и сето тоа доведува до едно милиметарско оштетување и искривување на целата вратна кичма, кое што па подоцна допринесува до појава на сколиози, кифози. Кај нас во Македонија се алармантни бројките, повеќе од 70 до 80% од децата во школска возраст, како и во предшколска, имаат сколиотични промени и искривувања, а никогаш тие искривувања не можат да се подобрат доколку атласот не е во негова првобитна позиција, бидејќи тој е носач и го оформува останатиот дел од работниот столб и во неправилна и во една правилна положба. Ово убаво го објаснува видеото кое предлагам тука, иако сега започнавме со емисијата, предлагам да го видиме, бидејќи убаво видеото е од 5-6 минути, го објаснува токму атласот, неговата положба, како треба да биде во правилна положба и што се предизвикува доколку е во неправилна положба. Тука режија предлагам само да го видиме видеото и продолжуваме понатаму со емисијата. Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен атлас? За враќање на атласот во природна положба потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка и поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку атласот не се наоѓа во правилна положба, доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низа тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот. Доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и при тоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени, од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во грбот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта,
туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на раздразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно забрзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз хрбетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот косткено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозата со многу негативни последици, кои притоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Понекогаш болките во колената, колковите и нозата се всушност резултат на погрешната положба на атласот, а за тоа не сме ни свесни. До неодамна не беше познато дека погрешната положба на атласот е причина за многу тегоби и болести. Поради тоа, пациентот често беше принуден со години да трпи сериозни потешкотии, без да ја знае причината на проблемите. Погрешната положба на атласот може да се види на рентгенска томографија или на магнетна резонанца. Направена е повеќе годишна студија која ова го докажува. Пациентите тешко можат објективно да ја проценат положбата на сопствениот атлас. Поради ова, често се случува терапевтите да ја искористат можноста и да понудат корекција на атласот, која всушност само ќе ги опушти мускулите на вратот, но нема да направи вистинска корекција на положбата на атласот. Важно е да се разбере дека корекцијата на атласот не бара никаква диагноза и постоење на симптоми на болест. Не пречи ако примете терапија. Положбата на атласот може и треба да се коригира превентивно. Целта на корекцијата на атласот е да се врати телото во оптимално функционална состојба, со враќање на атласот во неговата природна положба. Еве го погледнавме видеото кое многу добро го објаснува атласот, односно нашиот прв вратен прошлен и што се предизвикува доколку е во неправилна положба. Може ли, еве, доктор Пале, да ни го објасните тоа вака практично, да можеме да објасниме што всушност предизвикува атласот доколку е во неправилна положба? Многу често кога доаѓаат во нашиот Атлас Релакс центар во Скопје, ни се случува да нашите пациенти ни кажат дека ги направиле сите кардиолошки, невролошки испитувања, секакви радиолошки снимки и дека сите резултати им се уредни, а и понатака не се чувствуваат добро. И бидејќи местењето на атласот се прави само еднашка во животот, често ни се случува и сега како може со толку многу години се измачуваме, секаде сме биле, не сме го решиле проблемот, сега само со една метода да се реши сето тоа и тука се јавува скептичност, меѓутоа кога ќе им се објасни на луѓето, кога ќе ги видат резултатите, односно препораките од другите пациенти, всушност фаќаат колкаво е значењето на првиот вратен пршлен. Како што видовте во видеото, атласот се наоѓа веднаш под самата глава, тој е носач и го поврзува главата, представува мост меѓу главата и останатиот дел од хрбетниот столб. Кога е во една неправилна позиција, доведува и до изместување на останатите
вратни пршлени, па на тој начин доведува до намален доток на кислород, како до малиот, така и до големиот мозок. При таа намалена, нарушена вертебрална циркулација се доведува до честа појава на вртоглавица и на стабилност, која што многу често можете да ја слушнете како кога ќе се свртам при нагло движење на главата, чувствувам како ми се јавува зашеметеност и нестабилност. Кога ќе се јави таков симптом, тогаш со сигурност атласот не е во првобитна позиција и токму поради тоа се јавува таква симптоматологија. Во непосредна близина пред самата глава поминува и каротидната артерија, која што практично кога има еден намален доток на кислород до главата, доведува до многу чести главоболки, една постојана нестабилност и една постојана тежина во главата, која што особено се изразува при некаква физичка активност. Па често знаат да кажат пациентите, чувствувам со години како ме боли главата, меѓутоа сметам дека со земање на аналгетици тоа ќе помине, па после одреден временски период се сведоци на земање по 10 до 20 аналгетика на ден и веќе не може главоболката да се смири поради тој намален доток на кислород. Неправилната позиција доведува и до една хиперстимулација на нервот вагус, кој што практично е нерв кој што регулира голем број на наши здравствени функции во телото. Всушност една од неговите најбитни регулативни функции е онаа која што ја регулира работата на срцето, па често доведува до тахикардии, до еден покачен нерегулиран крвен притисок и покрај тоа што сите кардиолошки наводи се уредни, неговата хиперстимулација доведува и до појава на чести гастритични промени, во кои што сите наводи и во областа на гастроентерохепатологијата се уредни, а и понатака се чувствува еден синдром на раздразливо црево, една нелагодност, едно забавено варење на храната и една постојана тежина во делот на стомакот или абдоменот. Она кое што исто така е многу битно, таа неправилна позиција доведува до нарушување на статиката. Па како што се нарушува статиката, особено кај оние кои што не внесуваат големо количество на вода, практично доведува и до притискање на самата инервација, па затоа многу често голем дел од нашите пациенти по местењето на атласот имаат подобрување и во на така наречено трнење на рацете и една јака болка која што се шири од вратот кроз рамењата све до рацете. Неговата неправилна позиција доведува до кифосколиотични промени. Најчесто тие искривувања доведуваат во форма на буквата S, со што се доведува до едни тешки деформитети во долниот дел на ломбалниот ребет, кои што па практично доведуваат до многу чести дископатии и дискус херни. И кога ќе ни дојдат пациенти со ваква богата симптоматологија, она што е најбитно е да сакаат да направат промена. Никогаш не е доцна да се почне без оглед на возраста, доколку се има желба да се даде на телото шанса за едно поквалитетно и подобар начин на живот. Како кај помладите, така и кај повозрастните сме имали одлични резултати во намалување на овие здравствени тегоби, кои што можат да бидат причина за од неправилната позиција на атласот, а кроз моите искуства како доктор атлас специјалист е покажано дека атласот како најмал и најтенок вратен пршлен како е причина за 1000 здравствени проблеми со кои што луѓето секојдневно се соочуваат, а можеби не се свесни или не се информирани и токму поради тоа сакаме да им дадеме шанса на луѓето да си ги решат здравствените проблеми за нормално се поголем број на луѓе никогаш повеќе да не бидат наши пациенти, туку да се среќни, весели, да можат да живеат еден живот без болка, главоболки и вртоглавици. Сигурно сум дека ги интересира гледачите оние кои ја следат емисијата, еве како се изведува таа метода. Јас првично реков методи, но вие ме поправивте и кажавте нели дека тоа е всушност една метода која се изведува еднаш, но подоцна давате вежби за кои треба да се прават за да може да се тоа комплетира, да речам, целата метода. За каква метода се работи? Дали е болна? Сигурно ги интересира сите кои сакаат да дојдат. Дали е болна? Колку минути траје? Како се изведува? И така натаму. Дали можеме самата метода да објасниме? Самата метода е потполно безопасна метода.
метода, доколку се работи од доктор Атлас специјалист, се работи само еднашка во животот, освен во исклучителни состојби во кои што се претрпеле големи повреди, падови, механички, имаме преголемо искривување на работниот стол, па мора неколку пати да се повтори кога има преголемо завлекување на главата во однос на левата или на десната страна. Во сите други состојби, без оглед на возраста, се работи само еднашка. Кога ќе дојдат во нашиот центар, најпрви разговараме за состојбата во која што доаѓаат. Исходот понатамошен на намалување на здравствените тегоби е различен кај секого, во зависност од каква состојба доаѓа во нашиот центар и колку ќе биде дисциплиниран по завршување на самата Атлас релакс метода. Потоа се прави преглед за да се види во каква состојба доаѓаат. Најпрви се мери подвижноста на вратот со специјален апарат во однос на левата и на десната страна и секогаш кога ќе го видат резултатот знаат да кажат да, чувствувам кога возам автомобил многу тешко ја движам главата на таа страна или при секојдневна работа сум приметила дека десната страна ми се движи послабо во однос на левата или пак обратно. Потоа се прави физијатриски преглед и доколку пациентите се решат во истиот ден, значи може да се направи корекција односно местење на првиот вратен пршлен, бидејќи како метода е потполно безопасна и индивидуално е болна во зависност кој колку може да издржи на болка. Ва некои специфични подготовки Не треба да се подготвува ништо, треба да имаат само желба да си сменат нешто за да живеат еден подобар и поквалитетен начин на живот. Самата метода се изведува со помош на специјален апарат со вибрации, со кој што оваа механичка пречка се враќа во нејзина првобитна позиција и тоа се работи само со еден третман. Кога ќе се намести атласот, веднаш се чувствува подобрата подвижност на вратот во однос на левата, десната страна кај голем дел од пациентите и наназад, особено оние кои што со години не можеле да ја движат главата наназад, се чувствува еден појасен вид, една подобрена циркулација или повозрастните често знаат да кажат дека се чувствуваат како одново да се родиле или како со години онаа тежина што им стоела на рамењата да паднала од нив и да се ослободиле од притисокот во задниот дел на главата. Откако ќе се заврши со методата, повторно се мери подвижноста на вратот, правилно онака како што треба, за да се види колкава е подобрувањето во однос на едната и на другата страна. Самото подобрување повторно ќе кажам индивидуално во зависност од состојбата во која што доаѓаат. Кај голем дел на пациенти дури ни самите не можат да се веруваат како онаа страна која што со години ја чувствувале како укочена, веднаш е ослободена во однос на левата и на десната страна и потоа сме во една соработка на последователната контрола на кој што доаѓаат за да видиме со какви резултати и какви подобрувања повторно имаат во тој временски период. Така, но кој може да направи репозиција на атласот? Дали може, споменавте дека и кај дечиња работите? Точно така. Самата Атлас релакс метода бидејќи е безопасна метода може да се примени како и кај децата, така и кај највозрастните. Единствено каде што не се применува е доколку постои некаква операција во задниот дел на вратот, ономо каде што се работи под голем притисок или пак доколку постои бременост. Во секаква друга состојба може да се сработи и кај оние кои што имаат здравствени тегоби за да се подобри циркулацијата, да се стабилизира статиката, за да се подобри целиот тој здравствено функционирање, се подобри целото здравје, а истовремено може значи да се примени и превентивно кај спортистите, кај оние кои што се изложени на нелагодна позиција на работа, за да си дадат шанса за понатака во текот на старењето да не живеат еден тежок живот со болка, главоболка, вртоглавица и сите оние симптоми кои што се јавуваат како резултат на прекумерната изместеност на првиот вратен пршлен на атласот. И подоцна значи ќе следуваат контроли, сигурно ќе правите, имате контакт подоцна со пациентите. Постојано сме во контакт со нашите пациенти. Што следува после? Постојано сме во контакт со нашите пациенти, понатака доаѓаат на последователна контрола и истовремено контактираме се со цел да имаат добри резултати, да им биде полесно, да им бидеме поддршка тогаш кога им е најпотребна за да си постигнат еден квалитетен начин на живот. Сигурно дават и некои вежби кои треба да се применува. Дневно значи треба да се применуваат вежби како за подобрување на подвижноста на вратот, така за подобрување на статиката на работниот столб. И сега имаме тука во студиото и така наречени постурални блокови.
тоа спаѓа во терапијата од после или нели во така наречените да речам можеби вежби или опуштање на целиот работ. Atlas Relax компанијата е сериозна компанија и секаде во југоисточна Европа каде што ги има нашите центри сме предпознатливи по виолетовата боја и сме лидери во местење на атласот и секогаш се грижиме да им олесниме на нашите пациенти да живеат еден поубав живот без болка. Честопати кога ќе дојдат во нашиот центар се соочуваме како сакаат да вежбаат, меѓутоа се враќаат преморени од работа, имаат премногу обврски во текот на денот, па немаат сила и елан да вежбаат по завршувањето на работните обврски. Токму поради тоа, нашата компанија за прв пат во Македонија ги донесе овие постурални блокови, кои што практично се наменети за подобрување на држењето на работниот столб во едно правилно постурално движење. Ако погледнете секаде наоколу, ќе видите луѓе кои што повеќе се со рамењата спрема напред, одат искривено, седат во неправилна позиција, па сето тоа допринесува до една нелагодност и до едно дополнително до искривување на работниот столб. Овие постурални блокови се специјални перничиња на кои што се лежи од 10 до 20 минути во текот на денот или наутро или навечер и се подобрува статиката на работниот столб. Кроз искуството покажано како и во другите центри, така и во нашиот центар го зголемуваат процесот на намалување на тегобите во делот на вратната кичма, во делот на рамениот појас и во делот на лумбалниот дел или во делот на кичмата. Сето тоа доведува до едно забрзано постурално правилно држење на работниот столб, кое што па практично доведува до едно ослободување на таа нарушена статика, уште поголемо подобрување на циркулацијата и едно правилно држење на телото. Че треба секој кој што е направил, да речем метода, се препорачува да ги земе за да се забрза целиот тој процес на поправка на телото. Она што исто така многу практично, што една кутија постурални блокови може да ги користат сите членови на една фамилија, како децата, така до највозрастните, за да нели навиките здрави се пренесуваат од генерација кроз. Че тоа се користи во домашни услови, покажувате во вашиот центар како се користи. И на кој начин може да го употребат. Само 20 минути во текот на денот. Добро. Доктор Палесо, какви симптоми кажавме, нели, главоболки, мигрени, вртоглавици, така натаму, но кои се најчестите симптоми кога дојдат кај вас во релакс центарот и се жалат? Кои симптоми најчесто ги имаат луѓето и ги решавате вие во Атлас Релакс центарот со местење на првиот вратен? Многу често ни се случува да луѓето не се доволно информирани. Всушност, само кога ќе се јави болката во вратот, мислат дека е причина на неправилната позиција на атласот или некакви цервикални промени. Меѓутоа, голем број на здравствени тегоби можат да бидат причина за неправилната позиција на атласот. Она кое што многу често ни се случува, односно најчесто доаѓаат во нашиот центар, се честите секојдневни главоболки, мигренотичните состојби, вртоглавиците и нестабилноста, зуењето во уши, болката во вратот, трнењето на рацете, една нелагодност во делот кроз работниот столб паравертебрално, една болка во грбот и болка во долниот дел на лумбалниот ребет, или пак онаа неправилна статика која што доведува до една нестабилност и болка во едниот или другиот колк. Ова се само дел од многуте здравствени симптоми, кои што како и пред малку ги видува во видеото, можат да бидат причина на неправилната позиција на атласот. Многу често ни се случува да луѓето се погрешно информирани, особено кога станува збор за вратните спондилози, па да, тоа е така и така ќе биде додека сте живи. Ако е така нешто настанало, не значи дека треба да се живее остатокот од животот во период на болка, во една нелагодност, со една тешка здравствена симптоматологија која што се јавува како резултат на тие поместувања на вратните пршлени. Кога ќе се намести атласот, кога ќе се подобри циркулацијата и кога ќе се прават правилни вежби за подвижноста на вратот, може да се доведе до подобрување и намалување на овие
здравствените гоби. Со самото подобрување на циркулацијата, кај голем дел од пациентите се подобрува и онаа нестабилност во текот на денот, се намалува интензитетот на вртоглавиците, во најдобар случај потполно исчезнува, а истовремено се намалува интензитетот на зуењето во уши, во кој што многу често се прават сите испитувања, секаде се наодите уредни, а можеби како резултат на неправилната позиција на атласот и намалената циркулација може да се јави едно јако, неподносливо зуење во ушите. Исто така главоболките. Тој не е симптом во кој што имаме најголеми резултати. Главоболки, мигрени, вртоглавици, речиси ретко кој од пациентите во овие 2,5 годишно работно искуство ни се има вратено со ваков здравствен симптом. Па веќе и нашите пациенти кога ќе видат некој како се измачува со главоболка и вртоглавица, секогаш го праќаат во нашиот центар, бидејќи знаат каква е разликата да се живее со и без главоболка, со и без вртоглавица, со и без болка. Има навистина една огромна разлика, бидејќи животот со постојани вртоглавици и главоболки и една нестабилност го нарушува целиот квалитет на животот. Луѓето стануваат асоцијални, имаат една нелагодност и не можат нормално да функционираат. Од делот гребот, значи може би има и скептичност кај луѓето ако се јавува бидејќи нели атласот е на почетокот на работот, односно првиот вратен прошлен, а дека може да ги реши проблемите и со долниот, односно лумбалниот дел. Може ли да го објасни? Со сигурност кај голем дел од пациентите со гледање кроз оние што имаат болка, не само во вратот, туку болка и во грбот, болка и во долниот дел на рамењата и долниот дел на рабетниот столб, се доведува до намалување на оваа болка или во најдобри случаеви потполно исчезнување. Како што пред малку ви кажав, таа неправилна форма на буквата С, кога ќе се врати атласот во негова првобитна позиција, се доведува до подобрување на статиката и неостанатиот дел од рабетниот столб. Тој процес не може како главоболките, вртоглавиците и зуењето во уши да се повлече преку ноќ, меѓутоа со правење на дополнителни статички вежби имаме одлични подобрувања. Она што е видливо секојдневно кај луѓето, доколку рамото е повисоко поставено во однос на другото, доколку човекот завлекува со едната или со другата нога при секојдневно одење, тоа неговите најблиски го приметиле кроз текот на времето, кога ќе се направи репозиција, кога ќе се прават статички вежби, кога ќе се вратат во нашиот центар, знаат нивните најблиски да кажат дека освен главоболките, вртоглавиците и зуењето во уши, чувствуваат како нивните најблиски одат поисправено, како имаат правилно држење на рбетот или кај децата што имаат една неправилна статика како резултат на сколиотичните промени, како чувствуваат дека веќе го немаат тоа завлекување на едната или другата страна од ногата при секојдневно движење. Имаме и тука од Кочани и околината каде што сега не гледат, односно Канал 8 телевизија, каде што допира сигналот, имате многу задоволни пациенти. А тоа можеме да го видиме и на Facebook страницата. Може ли да ја представиме Facebook страницата и да кажеме еве какви се реакциите на задоволните пациентки, а подоцна и ќе пуштиме. Отворот на нашата официјална страница на Facebook, каде што ги споделуваме само дел од многуте наши задоволни искуства, значи може да погледнат на нашата официјална страница на Facebook Атлас Релакс Центар МКД. Се ние предпознатливо сме единствени, значи јас работам само во еден центар, во центарот кој што се наоѓа во близина на државна болница или на луѓето ми е попознат они паркинг позади клиника за онкологија и сум единствен доктор Атлас специјалист. Знаењето од претходно самата она до едукација во Загреб за Атлас специјалист само дополнително доукажува на огромен број на наши задоволни пациенти кои што секојдневно ги споделуваме на нашата страница. Пациентите од Кочани, Виница, пациентката од Блатец, другите пациенти од околината на Кочани ни се наши драги пациенти. Во овие 2,5 години работа навистина имаме огромен број на задоволни искуства и огромен број на позитивни приказни и одлична соработка и токму поради нив со огромно задоволство ете сакаме да гостуваме во денешната емисија за да им представиме на вашите други сограѓани оние кои што не се запознаат
запознаени дека всушност и во Македонија постои центар со кој што можат да си ги решат своите здравствени тегоби и проблеми, бидејќи порано многу често одеа во нашите други центри во Белград, во Загреб, во Сараево, за да го решат овој здравствен проблем, слушајќи по нивни пријатели, роднини, кога се има некаква здравствена тегоба и нелагодност, секогаш се гледа да се најде нормално решение за тие здравствени тегоби да се решат. Да ги пуштаме пациентките кои ги споменавте од Блатец и од Кочани. Сакам да споменам дека имам читано дека новороденчињата кога се раѓаат во западните држави, дека веднаш им се мести атласот. Токму така, токму и од таму е дојдено самото значење за неправилната позиција на првиот вратен пршлен атласот, поради тоа што да немаат понатака дополнителни проблеми, како што и претходно кажав, сите ние се раѓаме со неправилно наместен атлас, а посетуваме атлас специјалист оној пат кога ќе настанат зголемени здравствени тегоби или пак кога ќе се доинформираме. Во сите современи западни земји се мести атласот уште при самото раѓање, бидејќи кроз научните трудови правени се докажани дека децата кои што имаат уште после самото раѓање правилна позиција на првиот вратен пршлен, понатака имаат подобар раст, развој, подобро психомоторни развиени, значи сензорика, и истовремено имаат и подобар напредок. Тоа може да се работи и на дечиња, нема никаква опасност, нели? Добро, тука да ги погледнеме пациентите задоволни и тоа од нашата околина, односно од Кочани и од селото Блатец, Виничко, па се враќаме назад во студиото со разговорот со доктор Павлина. Јас сум Стоименова Мердита од Кочани, страдав многу од главоболка, трпнење на раците и порабето болки. Но откако слушнав за докторката преку телевизија, стапив во контакт со докторката, отидов, ме прегледа прво, потоа ја направивме сеансата и од тогаш наваму сум многу благодарна. Немам главоболка, немам трпнење на раците и ми е многу убаво. Јас сум Величковска Атанаска од Блатец. Имав проблеми со укоченост на рбетот и на плешките. И затоа се размислував што да правам, каде да барам лек. И видов на телевизија, докторката имаше емисија на телевизија, еднаш гледав, ама не земав телефонски број. После вториот пат, кога ја имаше докторката на телевизија, го земав телефонскиот број и одмав се јавив за Скопје. Договоривме преглед и третман и од тогаш се осеќам многу лесно. Имав проблем со движење на вратот. И на лева страна и на десна страна. Затоа, после третманот, одма осетив многу подобрување и не само третманот, туку ги правев и вежбите што ми ги препорача докторката, редовно ги правам и ден денеска и се осеќам добро. Еве, доктор Пале, ги слушнавме и нашите сограѓанки, да речам, а ваши пациенти кои се навистина задоволни, луѓето од срце го кажуваат она што го доживеале во вашиот Атлас Релакс центар и како се ослободиле од таа главоболка, мигрена, вртоглавица и други проблеми здравствени кои ги имали, со кои сега, како буквално што рече едната пациентка, сега летом, значи, и го препорачуваат Атлас, местењето на Атлас, односно вашиот Релакс центар на сите оние кои ги имаат тие здравствени проблеми. Споменавте вие во емисијата, односно во текот на разговорот, дека само еднаш се мести атласот, значи да немаме недоразбирања. Само еднаш ќе биде наместен првиот вратен пршлен и подоцна ќе нема такви проблеми. Во кој случај може да се повтори, да се повторно се ротира тој атлас? Доколку атласот се мести од страна на доктор, атлас специјалист кој што е едуциран во таа област за сета таа техника правилно да се сработи за да дојде атласот во негова првобитна позиција, се работи само еднашка во животот. Меѓутоа,
при некаква механичка повреда, некаков тежок пат, некаква собраќајка, може да дојде до негово минимално доизместување. Меѓутоа, во досегашното искуство од 2,5 годишна работа сме имале и неколку пациенти кои што практично имале некаква мала собраќајна несреќа, па и понатака немале никакви здравствени тегоби, односно претходно наместениот атлас допринесол да немаат уште понатака поголеми здравствени проблеми. Еве пациентките кои што го споделија своето искуство, би сакала малку повеќе да поразговарам околу нивниот дел, се со двете со различна симптоматологија. Господјата од Кочани кој што имаше чести главоболки, нелагодност, болка во вратот, еве го намести атласот уште на нашите почетоци пред скоро 2 години кога почнавме со работа, и еве до ден денеска и самата ви кажа дека се чувствува како да лета со едно добро чувство, со една леснотија, без главоболки, па дури и нивните најблиски ги приметуваат како не земаат аналгетици постојано или како не се жалат на една болка во вратот и чести главоболки. Господјата од Блатец пак кај не имаше едно поголемо искривување на рабетниот столб, како и неправилна ротација на атласот, кој што практично секојдневно ја чувствувало со едно слабо отежнато движење на главата во однос на едната и на другата страна, а воедно и до една изразена кифотична промена со едно наведнато држење поради професионалната деформација со која што работела во текот на животот. Кај не за интересно тоа што незините најблиски почнале да ја приметуваат како оди поисправено, како држењето на телото е послободно и како полесно ја движи главата во однос на едната и на другата страна, а сето тоа нормално доведува до распределување на самата болка, до растеретување од оној зголемен притисок и до намалување на здравствените тегоби. Тоа се само дел од многуте задоволни пациенти кои што ги имаме од Кочани, од околината на Кочани, од Виница и голем број на пациенти кои што не беа нели во можност денеска да го споделат своето искуство. Дел од нивните успешни приказни ги имаме на нашата страница на Facebook. Повторно ќе кажам Атлас Релакс Центар МКД. Таму може да погледнат се и да ги погледнат и останатите ваши сограѓани кои што ни ја дадоа нивната доверба. Денеска се уште една наша успешна приказна за живот без болка, без главоболки и без вртоглавици. После репозицијата на атласот, дали после местењето треба да се земе боледување, можеби треба да или веднаш си продолжува со физичка активност или со оние вежби кои ги кажавте, или дали можеби треба еден период да речам да одмора пациентот, да биде во релаксирачка. Самото доаѓање во нашиот Атлас Релакс Центар е релаксирано, па по завршувањето на самата примена на Атлас Релакс методата, пациентите се чувствуваат многу полесно, па дури голем дел од пациентите после примената на методата, после неколку денови знаат да ни се јават и да ни кажат дека заборавиле од кога не се разбудиле без главоболки и без вртоглавица, значи може нормално да функционираат и по завршување на самата метода. Медицинската технологија оди напред, се стреми кон примена на се помалку инвазивни методи кои што пак практично ќе ги намалат здравствените тегоби на пациентите со кои што секојдневно се соочуваат во секојдневието. За крај од емисијата, доктор Павлина, еве препорака до сите оние кои ги имаат овие здравствени проблеми за кои зборувавме цело време. Честопати се, како доктор Атлас специјалист, се соочувам со тоа што нашите пациенти многу малку време наоѓаат за себе си, па често знам да ги посоветувам дека сите оние кои што не може да најдат време за примена на физичка активност, време за местење на атласот, време за совети и консултации, можат порано или подоцно ќе треба да најдат време за појава на некакво заболување. Она што е многу битно е секогаш е подобро нешто превентивно да се намести, да се спречи. Или додека е во почетокот. Отколку понатака да се лекуваат оние богати здравствени симптоматологии. Доколку веќе се измачуваат со овие здравствени тегоби, ете како кроз досегашните искуства треба да си дадат шанса за да живеат еден подобар живот без главоболки, без болки, без вртоглавици. Кога ми се враќаат пациентите за 2 месеци на последователните контроли, голем дел од нив и не можам да ги препознам од онаа полетност во која што доаѓаат во она чувство без болка, ете како им го подобрува целиот квалитет на начинот на живот. Значи предност е затоа што си имаме сега Атлас Релакс Центар
центари во нашата држава, значи не треба да Во некои од соседните земји за да го наместат својот атлас, бидејќи веќе станавме предпознатлив центар, па и останатите колеги знаат често да ни ги препорачуваат пациентите, гледајќи кроз искуствата од нормално. можеме и да кажеме колку чини целиот третман да овие постулати. Сега сакам да го напоменам е тоа што побарање на нашите гледачи, побарање на оние кои што сакаат да го наместат атласот, имаме промоција на целиот тој пакет во кој што влегуваат целата, значи целиот преглед, консултација, местењето на атласот, масажите кои што се прават пред самиот третман на намалување од 8.000 денари, во кој што влегува таа промотивна цена. Она што исто така може да ги земат овие постурални блокови, исто така по намалена цена од само 3.000 денари, бидејќи сега прв пат доаѓаат во нашата земја, па сакаме да ги доближиме до се поголем број на луѓе, особено се идеални за децата, бидејќи не вежбаат, тешко може да им се вкоренат тие здрави навики, па барем можат да лежат по 20 минути на страна од своите телефони за да можат нормално да функционираат и да немаат сколиози и кифози во текот. Значи во таа цена се и вежбите кои се прават, значи сите прегледи, значи всушност вклучува се. Во намалена редовната цена за репозиција на атласот, она по која што работевме 2 години беше 11.000 денари, сега е намалена по барање на сите оние кои што имаат потреба 8.000 денари, а истовремено постуралните блокови редовната цена ќе биде 7.000 денари, сега се на промоција од 3.000 денари. Нашата компанија секога се грижи за потребите на луѓето, за нивните барања, се со цел да имаат подобро и оптимално здравје. Еве може да се ги искористат овие промотивни цени, да си дојдат да го посетат, да споменеме уште еднаш само каде се наоѓа центарот. Атлас Релакс центарот е само еден центар во нашата земја, се наоѓа во Скопје или во близина на државна болница или клинички центар. Се наоѓаме на паркингот позади клиника за онкологија, сме предпознатливи по виолетово-белата боја, како и во останатите центри, така и во овој центар. Повеќе можат да погледнат на официјалната страница на Facebook Атлас Релакс центар МКД, каде што практично може да видат повеќе за самиот центар, а може да видат и многу наши задоволни и успешни приказни. Задоволни пациенти и приказни. Доктор Пали, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето време да дојдете во Канал 8 телевизија и да објасниме и да го доближиме всушност што значи атласот, која е неговата улога и значење и какви проблеми може да предизвика доколку не е наместен или е во неправилна положба и како можат луѓето сами да се улеснат посетувајќи го вашиот центар. Благодарам на поканата, ми беше задоволство што еве во вашиот град во Кочани, каде што имаме голем број на задоволни пациенти, ќе бидеме причина за уште поголем број на ваши сограѓани живеат живот без болка, без главолоки, без вртоглавици. Дај Боже да е така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Здравието е се. Наша и ваша денешна вечерашна гостинка беше доктор Павлина Будик, Атлас специјалист, инаку доктор по општа медицина. Зборувавме за атласот и неговото местење, односно значењето на она колку е од особена важност за нашиот организам и доколку се соочуваме со главоболки, вртоглавици и други слични проблеми на работот, колку е важно да се посети Атлас Релакс центарот во Скопје. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следната среда во истиот термин. Останете ми во добро здравје. Довидување.